Срцевите заболувања се водечка причина за смрт кај мажите и жените. Анализите покажуваат дека кардиоваскуларните болести се причина за околу 18 милиони случаи на прерана смрт. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртноста во европскиот регион. За жал, целиот свет во моментот се наоѓа во еден шок и стресот е многу присутен до сите нас и сите сме во еден поголем стрес, посебно после 2020 година, после ковид сесијата нели што имавме. И во овие 5 години главниот проблем кој што го имаме и главниот дел кој што го имаме е дека смртноста на пациентите од кардиоваскуларните болести е многу зголемена и се за жал се почесто. Главниот убиец на нашите пациенти во Европа е кардиоваскуларните заболувања, болестите на срцето, мозочниот удар и сите други болести на крвните садови кои што може да ни се случат. Во Македонија во 2023 година од болести на циркулаторниот систем починале 8836 лица, со стапка на смртност од 483,4 на 100 милиони жители, од кои 4369 се мажи, а 4467 се жени. Болестите на циркуларниот систем учествуваат со 43,8% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Доколку не се откријат навреме и не се лекуваат, кардиоваскуларните болести можат да бидат фатални, па затоа е исклучително важно навреме да се забележат првите предупредувачки знаци. Смртноста од срцевиот инфаркт и мозочниот инфаркт, од белодробната емболија се многу високи доколку не бидат лекувани. Сигурно дека тие фрапантни податоци на болничка смртност на тие болести е многу висока, но за среќа со сите нови техники за лекување и третман на пациентите кои што имаат мозочен удар, срцев инфаркт, белодробна емболија се намалени, така да смртноста кај на време интервенираната состојба кај пациентите веќе се сведува и на бројки кои што се по 2%, 3% за време на хоспитализацијата на тие пациенти. За жал, во медицината немаме се 100%, па за да успееме тоа да го направиме, ќе треба повеќе да дадуваме како да се спречат состојбите кои што доведуваат до вакви фатални настани. Според повеќе истражувања, промените на животен стил може да го намалат ризикот од кардиоваскуларни болести, приближно за 82%. Најбитно во ова да се спречи прераната смрт на нашите пациенти е, се разбира, превенцијата, а тоа значи на време да се откријат некои состојби и болести кои што ќе доведат до спречување понатаму на развој на компликации како што се мозочен удар, срцев инфаркт, како последици од другите болести и состојби кои што ни го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларен настан. Најзначајни фактори на ризик се зголемен крвен притисок, покачени масти, пушење, дебелина, неправилна исхрана, физичка неактивност и дијабетес. Позитивна промена само на еден фактор на ризик најчесто дава резултат во промена на останатите фактори на ризик затоа што имаат исти механизми на настанување. Она што најчесто имаме проблем е пациентот да на време дојде за третман и лекување, да дојде заради некоја состојба која што е ризик. Првиот ризик кој што го имаме е покачениот крвен притисок. Тоа е состојба во која што доаѓа проблем во нашиот организам и не можеме да го изрегулираме крвниот притисок да биде до 120-80, него почнува да се качува и оди во високи вредности. Сите тие покачени вредности на крвниот притисок прават оштетувања на различни системи во нашиот организам и тој оштетување ги викаме таргет органи, значи систем кој што ќе биде оштетен заради покачениот крвен притисок. Проблемот кај пациентите што имаат хипертензија, односно покачен крвен притисок, за жал е немањето на многу симптоми во првата кај самата појава на болеста, бидејќи не се специфични симптомите за покачениот крвен притисок, често се жалат на главоболки, тежина во градите, брзо замарање, кои што не се толку ефективни да пациентот не го натераа да дојде на преглед. Така да најчесто би требало раното откривање на пациентите кои што имаат покачен крвен притисок да биде
при превентивен преглед, односно кога се врши еден општ рутински преглед, да се земе апарат, да се измери крвниот притисок и тогаш ќе најдеме дел од нашите пациенти кои што за жал не го лекувале притисокот, а веќе го имаат како проблем. Освен хипертензијата, вториот проблем кој што е доста присутен во Македонија, за жал ние сме земја означена како црвена за проблем со нивото на маснотие во крвта, така да тој проблем е потребно освен анамнезата во која што ќе знаеме дека генетски нашите предци имале таква болест, ќе добиеме информација, ќе треба рутински да се проверуваат и нивото на маснотиите, посебно сите фракции на холестеролите. Има еден кој што народно си го викаме добриот и лошиот холестерол, кој што е многу битно да се знае нивното и нивниот сооднос во нашиот организам. Прекомерната тежина е еден од клучните фактори на ризик за коронарна срцева болест. Исто така се смета дека е важен фактор на ризик не само за срцеви заболувања, туку и за дијабетес, мелитус и хипертензија, кои го отвораат патот за срцеви заболувања. Прекомерна телесна тежина е секако дека е еден од главните ризик фактори за коронарна артериска болест и за било кое кардиоваскуларно заболување и надвор од кардиоваскуларните заболувања за било која болест секако е ризик фактор. Самото постојање на изголемена телесна тежина го зголемува ризикот од било каков морталитет. Научните студии покажуваат дека дури и губењето на 5% од вишок од килограми го подобрува квалитетот на живот, го намалува ризикот од дијабетес и позитивно влијае на липидниот профил во крвта. Бројни студии покажале дека промената во начинот на живење, промената на исхраната, зголемената физичка активност и се што правиме одмерено и да биде добро, кажува дека е секако од голем успех не само за подобрување на квалитетот на живот, не само за подобрување на физичкото, на менталното, него и на социјалното, и на кардиоваскуларното здраве, и на општото здраве, секако дека е од голем придонес. И секако дека најдобро се препорачува да колку почесто се прави, викаат дека од 150 до 300 минути неделно умерена физичка активност го продолжува животниот век минимум 10 години.